После толку музика во денешната наша емисија и весели гости во студиото, време е да поразговараме за една малку посериозна тема која што е најактуелна изминативе неколку денови, буквално ја стресе македонската јавност, или барем тоа беше или беа дел од насловите кои што имавме можности да ги слушнеме на вестите и да ги прочитаме по интернет порталите. Исто така доста беше објавувано дека има експлицитни видеа и фотографии од малолетни девојчиња и така натаму. Скандалот јавна соба, тоа е нашата денешна тема која што ја најавивме уште на почетокот на денешната емисија. Во какво општество живееме или пак во што се претвори општеството во кое сега живееме? Дали можеме да бараме виновници, дали вината или одговорноста треба да ја бараме кај децата, кај родителите, во образовниот процес, институциите и така натаму можеме до недоглед да набројуваме, но всушност најважно е да знаеме што треба да направиме и што треба во најскоро време да превземеме, а не само да ја префрламе топката од една на друга страна, бидејќи тоа знаеме дека е најлесно за сите да се прави, но тоа е можеби најлошото можно решение. Најдоброто е да изнајдеме некој начин со кој што би излегле од сите вакви нешта, затоа што председнината останува за децата и треба да мислиме за нив, но тука се нели оние помлади генерации кои иако не се деца, но имаат уште многу живот пред нив. За оваа тема ќе поразговараме со една наша драга гледачка и гостинка, наша драга господја која што е пријателка на Канал 5, затоа што не прв пат доаѓа како гостинка кај нас, Јорданка Черепналкова Трајковска, која што е координатор на СОС детската, односно линијата за деца и млади при првата детска амбасада во светот Меѓаши. Господја Јорданка, добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден и ви благодарам за поканата. Драго ми е што ја прифативте, иако очекував дека ќе ја прифатите, затоа што не прв пат сте вие тука или пак било кој друг представник од Меѓаши, затоа што секогаш сакате да разговарате на овие теми кои што и за вас пред се блиски, но и се важни за сите нас. Затоа што ова е тема која што не засега буквално сите. Така. Деца, родители, повозрасни, баби, дедовци, без разлика кој профил на професија го работиме или пак не работиме во моментов ништо, нешто што не засега сите нас од оние причини кои што пред малку во најавата ги споменав. Така. Во разговорот пред и официјално нели да се видиме тука во студиото начнавме многу прашања. Може би има и повеќе од оние кои што ги споменавме, но најважно е да разговараме за она што во моментов се случува во нашето општество. За жал не е само кај нас, и во светот, но најмногу не боли кога се случува нешто нормално во нашата земја. Јавна соба, скандалот јавна соба, нешто што е најактуелно изминативе недела дена можеби. Што можеме општо најпрво за тоа да кажеме, па ќе одиме нели понатаму? Јавна соба, скандал е според мене последниот повик за помош дека нешто треба да направиме, дека нешто треба да превземеме, да запреме, да се погледнеме во себе каде сме, до каде одиме, знаеме ли кон што целиме и да направиме пресврт, затоа што за жал, како што е ова случка, жртви се најранливите, оние кои што најмалку можат самите себе си да си пружат заштита, ги немаат механизмите на возрастниот да се одбранат. Така. И се чини како во секојдневието, во темпото кој што сами си го наметнуваме, да ги забораваме. А при тоа, тие се оние за кои што има смисла нашето денешно постоење и се што правиме, сите промени, бидејќи се тие што ќе го продолжат. Така. И мораме да водиме сметка што градиме сега, за да знаеме што ќе се случи по 10, по 20, по 50 години. Така. Комплексно е прашањето, не засега само една професија. Не засега, општеството е само по себе комплексна појава, како да ја речам. Значи, треба да се пристапи мултидисциплинарно, треба да бидат вклучени социолози, психијатри, психолози, образовни работници, не само наставниот кадар, тук инспектори, институции кои што се на каков и да е начин поврзани со образовниот процес, и здравствени работници, и граѓански сектор. Значи, сите мислам дека треба да застанеме заедно и заедно да направиме, да речеме стоп. Така. Јавна соба е само еден вид насилство.
Има многу. Да, треба други малку да видови. поработиме на себе, да се преиспитаме како се однесуваме на улица, како се однесуваме во сообраќајот, какви се тие примери на однесување што им ги даваме на учениците, не само на учениците, на децата. Јас како мајка викам ли додека возам, како се справувам со... Дали се потребуваат пцовки? Да. Нешто што е многу често. Треба навистина да се запреме малку и вистина одговорно да постапиме. Така. Бидејќи ова е еден вид на наследство, споменавте вие дека има уште многу други видови на наследство, ќе се сврнеме малку и на тие подоцна. Најпрво би сакале малку повеќе да ја разгледаме, да ја разработиме оваа тема која што, како што и вие кажавте, изминативи денови толку често се разговара. Имавме можност да слушнеме и да прочитаме најразлични дебати и одговори на овие прашања кои што ќе ги слушнеме во продолжение, но мислам дека треба повторно. Така. Не е доволно само еднаш или два пати, баш затоа што се молчало веројатно, се случуваат вакви нешта. Јавна соба е всушност една група каде што членувале над 7000 луѓе. Значи тоа е сериозна бројка на луѓе кои што сакале да бидат дел од тоа. Веројатно не секој можел, било по препорака на оние кои што веќе биле членови. Значи воопшто не е наивна група, како што сите имаме група на Viber, нели, од блиски луѓе каде што комуницираш, што договараш и така натаму. Значи ова е едно сосема друго групирање на луѓе кои што можеби и приватно не се познаваат, нели, но имаат една заедничка цел да гледаат фотографии, видеа експлицитни од малолетни девојчиња, па и не само малолетни веројатно, и да се исмеваат. Не знам какви се други емоции да се развиваат во сето тоа. Ова звучи многу ужасно според мене. Да. Затоа, мислам, факт е дека е ужасно и затоа и јас сум координатор на СОС телефонот за деца и млади, тој служи за како место кај што се повикува прва помош. Так. Може нема да се обезбеди тука првата помош, меѓутоа ќе се насочи кој и каде. Да. Но како и да е, ако сум само јас и уште една колешка кои се јавуваме на оператори на телефонот, секој вработен во действува како СОС оператор, СОС помош за деца оператор и се случува, значи колешките на мислам дека веќе неколку пати беше споменато по дебатните емисии, викендот пред да се објави, го дознаваме случајот во тек на обука која што се случуваше со дел од училиштата. Колешката веднаш се обрати до МВР, односно до секторот за интернет криминал и дигитална форензика, мислам дека така се вика, со допис, што ние сме слушнали дека бараме да се превземат мерки за заштита на правата на децата, за заштита на приватноста, од злоупотреба на според она што го слушнавме, иако тогаш се уште ништо немаше излезено во јавност, меѓутоа многу брзо благодарение на медиумите што е добро. Да се прошири. Да. Она што е добро, па потоа и некои дополнителни информации кои што ги дознавме околу групата, повторно се обративме до истиот сектор и мислам дека навистина се надевам дека соодветно ќе се заврши, односно ќе се санкционираат и ќе се прати порака дека вакви случаи во иднина секогаш ќе се санкционираат и нема да се одобруваат никако општество, нити од институциите. Значи, првото нешто што го направи амбасада е да го детската амбасада меѓаше е да го пријави до надлежните институции затоа што ние немаме ингеренции да навлегуваме и да истражуваме. Добро е што медиумите отишле чекор понатаму, па почна дел од вашите колеги да истражуваат, да стануваат дел од според нашите, веројатно и на собствен ризик. Имаше примери од вашите колешки кои што имале и некои лични последици, затварање на профили и така натаму од страна на социјалните мрежи, меѓутоа треба да се отвори и конечно да се расчисти и да се отворат сите незборувани теми досега. Тука има многу. Има и за сексуална злоупотреба, има и за родово насилство. Родово го истакнуваме во сите наши дебати заради тоа што исклучително слики од девојчиња малолетни, па дури над 18 години се споделувани
Така. И тоа е родово базирано Значи тука има и педофилија и родово насилство. Ќе оставам на истражните да кажат што се има во сето тоа, инаку има и педофилија, и трговија. Значи сомнеж има за многу кривични постапки и действија. Да, навистина треба да се... Ја изгубив мислата што сакав да кажам со тоа. Да, сакав да кажам дека се отвараат теми кои што во право сте треба да се дискутираат отворено. Понатаму, да. Да не се остави така, нели, да чекаме само... Така е, од дигитална писменост, до сексуално образование, до што се работат, например, детските права, дури од рано, од некаде од трето оделение почнуваат да ги учат кои се правата на децата. Изминатиот период, изминатата есен, имавме преку 300 деца што доаѓаа во Меѓаши, им држевме обуки за правата на децата, ги запознававме со СОС телефонот. И тоа така треба и да продолжи. Оти само така, и тоа е убав пример за соработка помеѓу училиште и граѓански сектор Меѓаши. Значи, да се ги размениме позитивните искуства што ги имаме за доброто на децата, за неговиот најдобар интерес. И кога ќе му пристапиш отворено да поразговарат, например, кога разговаравме за што служи СОС телефонот, што тие би пријавиле дека не мора нешто само нив да им се случи, може да видат, да бидат сведоци. Ако видат на некој друг, па да го пријават, така. Меѓу другото и насилството. Така што има многу што да се зборува. И па дури повеќе во едукативна насока и на општата јавност, не знам јас колку младиве гледаат телевизија, меѓутоа може би ќе фатат некој делче, па и малку е добро. Да, сигурно дека ќе слушнат, ќе видат. Интернетот пак од таа страна, кога станува збор за нашите емисии е добро, затоа што сето тоа нели го постираме и на нашиот YouTube канал, па ќе може и така да се погледне. Така што во секој случај да не го сватиме тоа дека е негативно, туку ако не се користи правилно, како што во овој случај, тогаш нели може да има негативни последици. Сакам да ги поканам и гледачите да ни се јават, доколку имаат некој прашање или некој коментар, слободно можете да го искористите и присуството на нашата гостинка, да се јавите и да искоментирате се до самиот крај, до 12 часот и 30 минути. Малку подоцна ќе ни раскажете и една приказна, односно едно видео, кое што одлично ќе послужи за пример како треба и како не треба да се однесуваме и кои се последиците доколку ние сакаме на некого нели да направиме нешто лошо, како тоа ќе ни се врати или со свој камен по глава, што ви рекле возрастните, нели незалудно е кажано тоа. Она што исто така често го читав, најчесто нели на социјалните мрежи, имаше многу коментари од типот па тие девојчиња зошто праќале такви фотографии, тие имаат ли родители, па дали некој нив дома ги воспитувал, па не знам, после тоа некој коментирал, па таа може таа фотографија ја пратила на својот дечко, па дечкото искористил, па што има да праќа на дечко, па тој не е сопруг, што има воопшто да се слика. Значи, осудување по милион основи. Значи, не знам од каде да почнам. Но, за жал, имаше многу кои што ги осудува и тие девојчиња. Мене ми беше навистина непријатно кога го читав тоа. Сега не знам кој како ја сфатил работата. Значи, не знам зошто се одвлекува, веројатно ни е некоја карактеристика на менталитетот. Се одвлекуваме од проблемот. Кој е проблемот? Проблемот е дека лична, приватна содржина е направена јавна, без притоа да биде прашано, консултирано лицето чие што, без разлика каква е таа содржина. Нека и од мојата соба, без разлика, мора да биде експлицитна. А детето, како и секој човек, има основно право за заштита на приватната сфера, на своето семејство, на своите лични работи. Што се случува во приватната сфера е негово право. И тоа не е тема, нити треба да биде тема, нити некој е повикан да морализира или да дава морални или етички судови кој што како правил и кој бил. Тоа е тоа барање виновник. Не. Треба, прво, сите сме заедно во општеството. Треба да си речеме, чекај, што јас направив за ова да се случи. Да не придонесов некако јас ова да излезе од контрола. Дали јас некогаш сум споделила нешто за кој што не сум добила дозвола. Тие се прашањата што треба да си ги поставиме, а не дали некој се сликал, не се сликал и кому и што пратил. Тоа е лична работа. Проблемот е сосема друг. И проблемот сега ќе направам една
компарација? Да, малку подалечна може би асоциацијава, меѓутоа еден познат психолог на личност и психијатар Карл Јунг вели болеста не ја сваќал како нешто негативно. Така што и овој скандал болеста вели е последниот повик, очајничкиот повик на телото да ви каже дека нешто лошо се случува, нешто не правите добро со себе. Така и овој. За жал немил настан, за жал жртви се најранливите, како што и претходно реков, е само повик до сите нас да се преиспитаме што лошо правиме. И дај да го направиме тоа поинаку, подобро, во поинаква насока. Така што не сакам понатаму да коментирам некакви морализаторски судови затоа што не се фокусираат на она што е проблем. Да, дека треба да се осуди тој што го направил тоа. Така е. И да се лоцира одговорноста и да се препознае секој да си рече што можам јас подобро да направам за ова да не се случува утре или на некој мој близок и така натаму. Така. Имаше многу ситуации во врска со јавна соба, па наводно нели откриено името на тој што ја основал, иако во јавноста никој не излезе со точен податок, официјален податок дека тоа така, па профилот на тој човек беше споделуван насекаде, па тука коментари како не му е нели срам, па тој е татко, тој е сопруг и така натаму. Можеби тој човек нема никаква врска со тоа, еве, нели? Хипотетички да зборуваме. Одново осудување. Морализација. И каде се случува тоа? Каде се случува? Повторно на социјалните мрежи. Да. Каков пример ни е, еве јас што сакам да морализирам и да осудувам вака или онака, а при тоа го правам истото, несвесна дека го правам истото, не сум ништо помалку виновна од тој што ја направил групата. Точно. Споделуваш нешто што како податок од полиција не го дале. Значи никаде. Така е, треба да оставиме, значи, штом нема излезено со, ама ние за се сме паметни, па и за се треба да искоментираме. И како велат, нели, во тек на истрагата, дури секое коментирање, давање, откривање на детали може да и наштети на истрагата. Имаме гледач, да го слушнеме. Добар ден, кој ни се јавува? Ало, добар ден. Добар ден, господино. Гледачка од Делчево, ваша редовна гледачка. Навистина емисијата е прекрасна. Благодарим. Поздрав до вас лично и вашата гостинка. Поздрав. Навистина една многу убава тема за разговор која што и пред да излезеше оваа јавна соба, требаше да се продискутира на таа тема. Така е. Бидејќи за жал младите личности. Јас сум просветен работник, сега сум пензионерка. Меѓутоа, уште од рана возраст, децата кога влезат во училиште, ние се соочуваме со проблеми, меѓутоа кога ќе му кажеме нешто на родителите, тие погрешно го сваќаат онаа што ќе им го насочиме. Дека еве наставникот го мрази родителот или сето тоа. Или детето. Затоа што во училиштето има, така е. Во училиштето има многу прекрасни, сите деца се прекрасни. Меѓутоа, еве сум имала лично искуство, оние деца кои што имаат страхопочит, што имаат еден поголем морал, така и воспитани, односно да кажам, значи се исмејани од самата средина. И самите деца се соочувале со здравствени проблеми. Сега, кога ќе им кажеш на родителите дека еве има деца кои им пречи негативното однесување, негативно изразување на вулгарни зборови, сето тоа, значи тие го сваќаат во друг контекст. Значи ќе им ги дозволат мобилните телефони, ќе се јавуваат и на часовите на телефонот, сето тоа, значи не рачунајќи колку се пречи на самиот наставник и на самите личности кои што се вклучени во образовниот процес. Меѓутоа, еве една порака до вас лично и до вашата гостинка, значи да се вакви емисии да се емитуваат постално на телевизија, постално разговори. Навистина, политиката ги презема сите институции, за жал децата
и самото општество денеска е виновно за се, затоа што родителите се многу малку дома, повеќето се на работа, работат сабота, недела, дома да дојдат, немаат време да комуницираат Да се со видат. децата. Да, за основните работи, многу малку тие мислат дека еве телефонот ќе го дадам на детето и тоа ќе го воспита телефонот. За жал, телефоните ги многу уништија децата. Самата моторика на децата ја уништија. Значи, самата комуникација. Вие немате представа, јас, значи, кога ќе му поставиш на детето прашање, тоа одговара само со да и со не. Значи, со непотполни реченици. Меѓутоа, јас како просветен работник сум имала разни случаи во одделението и секогаш сум се поставувала прво како мајка. Па потоа како наставник. Значи, потоа како наставник. Да им ги објаснам сите оние проблеми, дека треба да се почитуваме, дека на физичко, дека не треба да се омаловажуваме, дека не треба да го гледаме социјалниот статус, дека не треба на Фејсбукот не е нешто за нив, дека да мислат тие дека кој знае што, за тоа што иритира сам од односот да ви кажам дека детето не напишало домашна задача, ако ќе видиш мајка му постојано е на Фејсбук. Значи таа нема време да го контролира детето, да се обрне внимание за незиното најмило, а е нон-стоп на Фејсбукот. Значи, треба со децата да разговараме отворено. Ние некогаш сме имале многу голем морал, страхопочит и самопочит. Ако самите себе не се почитуваме, не можеме да очекуваме дека некој од страна ќе не почитува. Меѓутоа, ако не ги почитуваме и другите, не можеме да очекуваме дека некој нас ќе не почитува. И затоа, значи, овие фотографии, еве, кај нас во училиштето беше и забранувано, например, разни теми, наставни содржини кои ги работиме со децата, да не ги изнесуваме на Фејсбук, сето тоа со договор со родителите, значи, за да не се злоупотребуваат. Меѓутоа, јас не знам какви се тие личности и од какво семејство потекнуваат што дозволуваат. Значи, јас толку жалам, затоа што јас сум мајка, баба, имам внучиња, значи, толку деца поминале значи, во училиштата и гледајќи ги сите деца како ќе страдаат во нашето општество. Затоа што децата, ние некогаш нашето детство сме го минувале многу мирно, спокојно, а сега е многу поразлично. На секој чекор ги следи голема опасност. Значи, да не ви одземам од времето, сите ние треба, значи, повеќе вакви дебатни емисии да се дадат, помалку политички емисии, затоа што од политика ни е преко глава. Меѓутоа, да ги насочиме децата, да им кажеме, кога ќе му речеш нешто на детето, тоа ревели, јас имам право, а не гледа дека правото произлегува од одговорност. Значи, прво треба да ја гледаме одговорноста, а потоа правото. Благодарам на сите гледачи кои што ме сослушаа и на вас лично. Поздрав, многу пријатен ден. Пријатен ден, ви благодарам, поздрав до вас, поздрав до сите во Делчево и еден поранешен просветен работник кој што имал можност да работи со многу деца. Сакате нешто да искоментирате за коментарот на господјата или? Па, верувам дека просветните работници се првите со кои што може би ги дознаваат проблемите на децата, затоа што ги гледаат од поинаков агол. Многу е битна соработката со родителите, меѓутоа треба значи ние сите сме во улога и на родител и на професијата во која што работиме. Во моментот кога сакам да му соопштам нешто на родителот, треба да се ставам што ако мене како родител ми го кажеше наставникот. Значи прво да се прашам зошто му се обраќам. Барам нешто од родителот, конкретна активност. Можам да му пристапам и да му речам, вашето дете има извонреден потенцијал. Може би треба малку повеќе да седнете, да поразговарате за ова, да поработите. Значи, зависи што е проблемот. Кога ќе му се даде конкретен, конструктивен предлог, верувам дека ако од ништо друго, од непријатно или од незгодно, не би одбил или не би го сватил како напад. Меѓутоа, тоа е исто култура која што се вежба, начин на изразување, баш се комуникацијски вештини. Меѓутоа, точно е, родителот без наставникот и обратно, не може да има успешен исход, успешен производ. Идеално би било кога
и двете страни во иста насока. Јас верувам дека и двете страни во иста насока работат. Меѓутоа, можеби малце покоординирано веројатно, да не Да. Инаку е апсолутно исклучително важно да се, и треба да искомуницираат. Па макар и ние родителите се налутиле, треба да се искомуницира се што ќе се забележи дека не е во ред. Кај детето пак е за доброто на детето. Така. Сето ова што го зборуваме, сето ова што се случува, на факт е дека остава последици на психофизичкиот развој на децата. Тука нема сомнеш. Всушност, во продолжение сакам да го раскажеме она видео за кое што претходно зборувавме, нели пред да влеземе во студио, и дополнително ќе сватиме колку остава последици врз едно дете и врз градењето на неговата личност понатаму во животот, без разлика дали станува збор за 10 годишно дете, 12, 13, 14, се тоа нели деца. Ова видео кое што сега во моментов не можеме да го видиме, но може да се најде на интернет. Ќе го споделиме ние дополнително по па може... се случува во Австралија, ако не се лажам, но важи и за Македонија. Така. Значи, за ова видео и во неколкуте дебати во кои што учествуваше председателот на Меѓаши, магистер Драги Змијанац, кој спомна, иако него раскажа експлицитно содржината за што станува збор. Инаку, видеото е добиено од австралиска амбасада, Меѓаши го има добиено во соработка со австралиската амбасада и служи за промовирање и подигнување на свеста од ова што ни се случува, така наречено сайбер или насилство, односно булинг или силеџество помеѓу врсници на интернет. Сайбер булинг. Така му е прифатено да речам името. Го има направено, сакам ова прво да го кажам, значи ова видео го има направено австралиската влада, односно владиното тело за комуникации и медиуми при владата на Австралија, идентификувајќи дека е тоа нешто што може да предизвика сериозни проблеми во образовниот систем и во нивното општество. И тоа е одличен пример како системски се приоѓа на некој проблем кој што има потенцијал да стане и да голем. Самото видео не е останато само како видео содржина кој што се промовира, тука е проследено со наставни содржини, значи наставни планови за изведување на час и предвидени се разговори со децата по гледањето на видеото, да разговараат за содржината, за ликовите, за она што се случило во рамки на видеото. Што како сватиле, што поука извлекуваат од тоа. Така е. А содржината се состои во ова. Станува збор за актери се средношколци, реални средношколци, само што инсценирано, врз основа на многу реален случај, во едно средно училиште, 3 девојки, другарки, случајно на одмор гледаат друга нивна соученичка како е гушната со некој дечко, и ја сликаат. При тоа, знаејќи дека таа девојка има друг дечко. Значи тој на сликата не е нејзиниот дечко, тој е друг некој, така. Го објавуваат на некој нивни блог, кој што допира до сите ученици. Го гледаат и двете страни, значи и дечкото, и другиот што имаше на слика прегрнато девојката, и се случува тепачка, физичка тепачка помеѓу овие двајца, во кој што нели дечкото го напаѓа тој што е на сликата. Тој настан го снима друг ученик кој што е сведок на тепачката и повторно го става на интернет, повторно го објавува на блогот, а девојкиве, при тоа едната која што беше лидер, сето тоа е забавно, тоа го прави од забава. Кај едната од овие три почнува да се јавува едно морално црвче кој вика ова не е во ред, Во моментот кога виде дека се тепаат, веќе стана непријатно и вели дај да го прекинеме, да го тргнеме ова. Не, и наместо да го прекине, тепачката ја споделува на некоја медиумски портал, на некоја покширока мрежа, стигнува за да може да го видат и повозрасни. Да го види покширока јавност. И што се случува? Значи паралелно тече приказката на девојкиве и што прават, значи училиштето ги повикува децата, ги повикува родителите, ги повикува полицијата и се решава системски проблемот. Меѓутоа, кај ова девојче кој што моралното црвче проработи, се му кажува на сликаниот дечко, му се извинува, коза Белја, или за среќа, тој пак имал слики од девојката кој што го започна се компрометирачки, значи некои полични, кои што исто ги објавува на блогот.
И девојката која што се тоа го иницираше, доживува на крај да биде жртва на нешто што сама го започнала. Ја исмеваат, доаѓа до тоа да се отпише од училиштето, да се префрли во друго, па и таму ја, бидејќи тоа се расширило, и таму е препознаена како некоја која што ги споделила, да. Што е пораката? Дека секое насилство предизвикува верижна реакција и никој не останува недопрен, никој не е заштитен. Ништо добро не носи насилството. И при тоа треба да заборавајќи, не се прави забава со тоа што некого ќе го исмееш, не се прави интересно, нема да бидеш главен ако некого маловажиш пред... Па на крајот и таа испаднала главна, но под наводници, нели, со тоа да, што значи, најголемите последици таа ги трпела. Има. Оно што е многу важно дека ова потоа се дискутира со децата, стануваат свесни, значи им се отвараат многу процеси за што се треба да размислуваат пред да се одлучат да направат некаков чекор. Тоа е убав пример за системско решение. Так, ќе се размислат, нели, во иднина дали да направат такво нешто, ќе се сетат на видеото. Да. И што се може да се случи. Ја не знам сега кои им се наставните содржини, што они работеле, ама можат еден куп наставни содржини тука, можат и надворешни луѓе да се викнат. Значи имаме специјалисти за и меѓу дебатите видов за односи со јавност и дигитална комуникација. Значи им треба описменување и познавање на правилата на игра. Лесно ни е нас после факултет да се вклучиме во виртуелниот свет со веќе изградени вештини, комуникацијски и секакви други истражувачки. Друго е некој кој што се сретнува на тоа на 5 годишна возраст, на 2 годишна возраст, на 12 годишна возраст. Баш се случува тоа. Така. Бидејќи дојдовме и при крај на разговорот, дури не ми се ни верува колку брзо ни помина овој половина час. Кажавме дека вина, како вина, нели, тој термин нема многу да го потребуваме, затоа што многу е поважно да се види каде е одговорноста. Дали родителите, дали децата, дали училиштата, институциите, вие веројатно ќе кажете од се помалку, нели? Сите, да. Сите овие сегменти. Да. Ајде на самиот крај да дадеме како еден совет или една поука за сите. И за децата, и за родителите, и за целата земја, за сите институции. Значи, пораката или поуката е дека сите сме на иста страна. Сите сме дел од ова општество. Не треба да се гледаме како спротивставени страни, нити децата наспроти наставниците, професорите, стручните служби, нити децата наспроти родителите, нити граѓанскиот сектор наспроти владиниот сектор. Не, напротив, сите имаме по нешто да дадеме конструктивно да го направиме тоа. И е добро да седнеме и да смислиме начин како да си ги искористиме потенцијалите што ги имаме за добро. Да. За градење на нешто што ќе биде со насмевка, ќе мислиме на тоа, на здрава, на лица кои што веруваат во себе, кои што сакаат да градат и да одат понатаму. Тоа би била нашата порака и сите активности, затоа и најмногу медијаши работи во делот на образованието, во градењето на капацитетите. Долг е процесот, не се случува преку ноќ, меѓутоа не отстапуваме од патеката. И за крај, дали треба малку повеќе да внимаваме што објавуваме на социјалните мрежи? Дефинитивно, да. Треба секој прво да почнеме сами од себе. Секога ќе сакам да споделам слика ли, мисла ли, коментар, да се запрашам, дали ова што ќе го кажам некого може да повреди. Дали нешто добро ќе придонесе? Дали овие беа Сократови прашања, не знам како сум заборавила како се вика. Значи тоа што ќе ми го кажеш, дали ќе ми користи? Дали можам јас нешто со тоа да направам? Или да направам, да. А ако не, заборави го. Трни го на страна. Нема потреба да се споделува. Да внимаваме. Прво ние, така оставаме добар пример и за помалите кои што учат од нас, свесно или несвесно, а потоа и сите останати. И на колегите пример им даваме, и на претпоставените, и на тие... На сите околу нас, на цело општество. Така е. Ви благодарам многу што дојдовте време да дојдете денеска. Навистина ми беше драго и важно да поразговараме на оваа тема и убаво рече нашата гледачка која што се јави, треба почесто. Јас се служувам со тоа што е можно почесто да отвораме вакви теми, да се разговара, да се вклучуваат и гледачи, и повозрастни, и помлади, да се слушаат размислувања, да видиме до каде сме.
И јас ви благодарам уште еднаш на поканата. Ми беше задоволство. Се гледаме во некоја следна прилика со некоја друга тема. Драги гледачи, тука нека да завршуваме денешната емисија. Ви благодарам што бевте со нас од самиот почеток до самиот крај. Не заборавајте да не следите јутре. Во текот на денот ќе имате можност да се информирате какви теми ќе имаме во текот на утрешната емисија и кои ќе ни бидат гости. Останете и понатаму со програмата на Канал 5 и имајте убав ден. Се гледаме утре во 10.